Добро дојдовте во вестите на Канал 8. Општина Кочани упати јавен повик за воспоставување соработка со локални здруженија и невладини организации за обезбедување и засадување на листопадни и зимзелени садници на подрачјето на општина Кочани. Средствата за набавка на садниците се обезбедени од општинскиот буџет, а пријавувањето на здруженијата е до 12 март. Општина Кочани заедно со локалните граѓански здруженија и невладини организации планира да реализира активности за пошумување на околината на градот, како дел од мерките за намалување на аерозагадувањето. Во јавниот повик упатен до заинтересираните граѓански субјекти е нагласено дека локалната самоуправа ја презема обврската од сопствениот буџет да ја плати набавката на листопадни и зимзелени садници, а здружението чија пријава ќе биде избрана за најповолна ќе треба да ја организира акцијата за пошумување. Средствата се обезбедени со програмата на општина Кочани во областа на заштитата на животната средина за 2020 година. Обврска на заинтересираните граѓански здруженија е да предложат единични цени за потребниот број садници, како и соодветни локации за нивно засадување во урбаниот дел на градот. Критериум за избор на здружението со кое општината ќе оствари соработката за склучување договор е најниската понудена цена. Пријавите по јавниот повик со комплетната документација треба да се поднесат по пошта или пак директно во едношалтерската канцеларија на општина Кочани, најдоцна до 12 март. Во зависност од условите што ќе бидат понудени од страна на здруженијата, локалната самоуправа на Кочани може да склучи еден или повеќе договори за соработка, при што таа ја презема и обврската дополнително да го определи терминот и динамиката на пошумување. Иницијативата за заедничка соработка со невладиниот сектор на локално ниво од општината го образложуваат со потребата за координирано и поефикасно спроведување на активностите од програмата за заштита на животната средина, посебно во делот на подобрувањето на квалитетот на амбиенталниот воздух. Поради настанатата ситуација со коронавирусот, припадничките на понежниот пол се откажаа од патување за 8 март. Голем дел од аранжманите за празникот оваа недела се откажаа и туристичките агенции ќе ги реализираат со помал број. Најголем број откажувања се патувањата за Ниш, соседна Србија. Аранжманите за 8 март не само за Италија, туку и за други дестинации се откажуваат секојдневно, велат од туристичките агенции. Причината е новонастанатата ситуација со коронавирусот. Понудите за регионите зафатени со вирусот се повлечени, но имаат откажувања и за другите региони кои не се зафатени со вирусот. Стравот и паниката се преголеми кај патниците, велат од туристичките агенции. Иако поголем број од жените се откажаа од патување, сепак аранжманите ќе се реализираат со помал број патници. Моментално ситуацијата, минатата недела имаше некоја паника од страна на нашите медиуми, поготово скопските медиуми, како што и ние ги следиме, имаше некои откажувања за аранжманите за Ниш, но за во Бугарија немаше откажување, така што сите наши аранжмани за во Србија, каде што имавме во Ниш, еднодневни и со спиење, со ручеци и со вечери, исто така и во Бугарија аранжманите кои што се во Сандански и во Огњаново, ќе се реализираат и ќе бидат со сигурна реализација. Имавме јавување, откажувања, но сепак според законските прописи и регулативи кои што следуваат од Туристичката комора на Македонија и според законот на Република Македонија, тие закони и правила важат за сите. Значи во случај на откажување на патникот на аранжманот 7 дена пред поаѓањето или до денот на поаѓањето, тогаш тој треба 100% да го уплати својот аранжман. А ако нашата агенција го откаже аранжманот, тогаш ние ги враќаме парите на нашите клиенти. Инаку најпопуларни годинава за 8 март беа аранжманите за Ниш, Србија, од кои најголем дел се откажани, како и Бугарија за Огњаново и Сандански и Сепареева бања. Захариева додаде дека голем број припаднички на понежниот пол својот празник ќе го прослават и во ресторан Колешино во државата со пејачот Јордан Митев. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани одржа пресконференција на чија тема беше состојбата со културата на локално ниво. При тоа ја обвинија актуелната власт дека не сторила ништо за најавените проекти за оформување професионален театар и за одржување на нивото на драмскиот аматеризам. Власта и градоначалникот не си го одржаа своето програмско ветување Кочани да добие професионален театар до крајот на 2019 година, во која што Центарот за култура воопшто немаше своја сопствена продукција. Но исто така,
Година во која беше вработен режисер за чија што работа нема ниту еден вработен актер. Уште потажно е што на 60 годишнината од постоењето на Драмскиот аматерски фестивал немаше театарска кочанска представа. Се поставува прашањето зошто? Ќе ви одговорам. Затоа што се затворени вратите за оние кои сакаат да го негуваат аматеризмот. Начело се поставуваат некомпетентни кадри кои воопшто не го познаваат кодексот на културата и театарот. Овој град има дипломирани актери, режисери, драматурзи, но факт е дека тие луѓе својата екзистенција ја бараат во театрите низ државата, а не во својот град. Факт е дека културата им е на последно место на оваа власт. Факт е, но новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе стави крај на овој тренд на непочитување на културата. Време е да се стави крај на несовесното и неодговорното однесување на кадрите на СДС кон културата. Оние кои никако не можат да научат како да се однесуваат културолошки кон општеството и своите сограѓани. Затоа, тие ќе бидат казнети на 12 април, пошто ќе следува обнова на Македонија и обнова на културата. Црвениот крст на Македонија отвори телефони за донации како дел од кампањата за предвремено родени и болни бебиња. Повикот е отворен за сите граѓани, а собраните средства ќе бидат наменети за инкубатор кој ќе биде дониран на оделот за неонатологија при Универзитетска клиника за детски болести Скопје. По повод 75 години од своето постоење, Црвениот крст промовира една нова кампања за предвремено родени и болни бебиња. Станува збор за отворени броеви и сметка на Фондот за солидарност, кои се за донација, а на кои што граѓаните може да донираат средства. Средствата кои ќе бидат собрани од кампањата се наменети за инкубатор кој ќе биде дониран на оделот за неонатологија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Во кампањата се вклучени сите општински организации на Црвениот крст, меѓу кои и Кочанската. За овој јубилеј, Црвениот крст одлучи да обезбеди парична донација со цел набавка на инкубатор на оделот за неонатологија при Универзитетската клиника на детски болести во Скопје. Од 2 март Црвениот крст ги отвори своите донаторски броеви за корисниците на Македонски телеком и Ајден Македонија на 143 400, каде што со еден повик може да се донираат 100 денари, така да ги покануваме сите заинтересирани граѓани, компании да се вклучат и да поддржат оваа активност на Црвениот крст. Сакам да напоменам дека 17 март е денот на основањето на Националното друштво на Црвениот крст на Република Северна Македонија, а на локално ниво општинската организација ќе го бележи својот 75 годишен јубилеј во месец декември. Подржувач на кампањата е првата дама, сопругата на председателот Пендаровски, доктор Елизавета Ѓоргиевска, која е покровител и носител на повеќе иницијативи за подобрување и заштита на здравјето на децата, која истакнува дека преку оваа кампања за најмладите се грижиме за нашата иднина, а воедно и просперитетот на нашата заедница. Литературни читања по повод одбележување на празникот на жената 8 март се одржаа во библиотеката Искра во Кочани. Активноста е во организација на библиотеката и литературниот клуб Копнеш, чии што членови издадоа билтен со литературни творби. По повод одбележување на празникот на жената 8 март, библиотеката Искра и литературниот клуб Копнеш, што функционира во незин склоп, организираа активност на литературни читања од страна на членовите на клубот и роднокрајните автори и поети. Ваква активност се одржа во библиотеката Искра, а за оваа прилика членовите на Копнеш издадоа и билтен во кој се содржани нивните творби на теми поврзани со празникот на жената. И оваа година, како и досега, го одбележуваме Светскиот ден на жената, 8 март, ние, литературниот клуб, во соработка со библиотека Искра, организираме литературно читање на кое наши автори се представуваат и упатуваат пораки и пускуваат желби на припадничките на понежниот пол. Исто така се доделуваат и цвеќиња, свежо цвеќе на дел од присутните. Подготвивме билтен во кој се поместени литературни творби од нашите членови на литературниот клуб.
Пред присутните на настанот членовите на Копнеж ги прочитаа своите лични творби, издадени во билтенот. Меѓу другото беа прочитани и неколку афоризми од познати афористичари од Кочани. Им се даде можности на присутните во публиката да искажат мислење за празникот 8 март и неговото чествување. Ова е традиционална манифестација која што библиотеката Искра и литературниот клуб ја организира секоја година по повод Денот на жената. На крајот од настанот по повод празникот на сите припаднички на понежниот пол им беше подарен цвет. Традицијата налага на Тодорова сабота нововенчаните невести со своите свекрави или мајки да појдат на црква и да ги запалат свадбените свеќи за здравје и пород, да се поклонат на иконата на Свети Теодор Тирон. Од православниот храм Свети Великомачени Ѓорѓе во Кочани ги покануваат да дојдат на литургија по повод празникот во сабота на 7 март. Невестите под рака со своите свекрави на денот Тодорова сабота секоја година го полнат Кочанскиот православен храм Свети Великомачени Ѓорги. Оние кои што стапиле во брак од минатата Тодорова сабота до оваа одат на црква, месат погача за здравје и ги палат свеќите од венчавката. За здравје се поклонуваат пред светителот, а свештениците им читаат молитви за успешен брак и здрав пород. Во овие краишта постои една традиција, именно на овој ден нововенчаните невести заедно со своите блиски од семејството доаѓаат овде и по традиција ги палат свеќите од венчањето. Донесаат погачи, свештеникот треба да ги благослови, даваат за здравје. Една прекрасна традиција која што опстојува низ вековите, се надеваме дека ќе опстојува, која што на самата гледка е навистина прекрасна. Сите нововенчани доаѓаат овде, им се чита молитва заедно со своите мајки, со своите свекриви. Свештениците повторно потсетија дека за време на постите може да се причести секој кој што е исповедан и кој има благослов од духовник за такво нешто. Инако празникот посветен на Свети Теодор Тирон за многу семејства представува семејна слава, бидејќи култот кон светителот доста е расширен во нашите простори. Од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги додаваат дека за време на великденските пости секој петок со почеток во 16 часот се чита акатист, а секој петок и недела и празници се служат свети литургии. Следува информацијата од спортот. Во второто пролетно коло од првенството на втората фудбалска лига Осогово ќе гостува во Гевгелија против третопласираниот Кожув. Во првенството на првата лига во женска конкуренција викендов ќе има пауза поради обврските на репрезентацијата. Со одигрувањето на 16-тото редовно коло, викендов продолжуваат надпреварите во првенството на втората фудбалска лига Исток. По поразот на домашен терен минатата недела, Осогово сега ќе гостува во Гевгелија против стариот ривал Кожув. Во моментот гевгеличани се третопласирани, а кочанските жолтосини се на самото дно, така што однапред е јасно дека тоа ќе биде тешка средба за нив, од која и евентуално нерешен резултат би бил рамен на победа. Сепак, желбите и надежите се едно, а реалноста сосема поинаква, зашто зборува и лошиот учинок на кочанскиот второлигаш во текот на целото првенство. Со само 2 победи досега и освоени 6 бода, тешко е да се очекува сериозен пресврат и спас од испаѓање од лигата, особено по неубедливата игра и уште полошата завршница пред противничките голмани, кога акциите и шансите остануваат нереализирани. Средбата со Кожув во Гевгелија се игра в сабота со почеток од 14 часот. Екипите кои се надпреваруваат во првата фудбалска лига во женска конкуренција, викендов ќе паузираат. Причина за тоа се обврските на А репрезентацијата околу квалификацијскиот надпревар за Европското првенство, што се игра со Србија. Сепак, одморот за женскиот фудбалски клуб Кочани нема да биде од голема корист, особено по минатонеделниот катастрофален пораз од 17-0 против лидерот Тиверија. Следното 15-то коло ќе се игра на 15 март, а нашите девојчиња во Скопје ќе се сретнат со шестопласираниот тим на Драгон 2014.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.